Кампањата против отворање на рудници во југоистокот започна пред речиси 2 години во Гевгелија. Од тука тргна движењето против рудници во југоистокот, кое прво се пренесе во Валандово, Дојран и Богданци, на чија територија се подготвуваше отворањето на рудникот Казандол, а потоа и во Струмица, во чија котлина долги години се работи на отворање на рудникот за злато и бакар и Ловица. Следните месеци успешни локални референдуми се одржаа и во Богданци и во Дојран. Недоволна излезност имаше на референдумот во Валандово, Босилово и Ново село. Притисокот од јавноста, која бареше да се заштити животната средина од отворање на рудници кои спаѓаат во тешката Г1 загадувачка индустрија, ја натера тогашната опозиција СДСМ да вети дека ќе се залага за раскинување на сите концесии за истражување и експлоатација издадени од претходната власт. Кон крајот на март годинава, владата го раскина договорот со концесионерот на Казандол Сардич МЦ, кој пак најави тужба пред арбитражниот суд во Вашингтон. Следниот месец, во април, владата му наложи на Министерството за економија да ја продолжи постапката со која од концесионерот Евромакс бара да ја комплетира документацијата за рудникот Каиловица и најавија постапка за преиспитување на исполнувањето на договорот, но до денеска не излегоа со конкретни анализи на истиот. Во меѓувреме, Уставниот суд почна да ги поништува одлуките на општинските совети за распишување локални референдуми со образложение дека прашањето за отворање на рудници е надлежност на централната, а не на локалната власт. Се поништија одлуките за референдумите во Валандово и Дојран, а неодамна и во Гевгелија. Уставноста на одлуките за референдум ја доведоа под прашање поранешните градоначалници на Валандово и Дојран, Николче Чурлиновски и Борче Стамов, додека за референдумот во Гевгелија преиспитување побара концесионерот Резервоар Минералс. За сега вакво барање нема за референдумот во Богданци, како ни за оние во Босилово и Ново село.